Еден од главните аргументи на поддржувачите на европските интеграции е дека кога земјата ќе влезе во Европската унија, тоа значи поголема можност за младите да останат дома. Но познавачите велат дека тоа е меч со две острици и дека понекогаш отворените граници значат поголемо иселување. Агенда 35 во оваа емисија се навраќа на анализата за миграцијата како процес и влезот во Европската унија и нивната меѓусебна поврзаност. Останете со нас. Во оваа емисија ќе гледате дали е оправдано очекувањето дека по влезот во Европската унија миграцијата ќе биде поголема, што ги поттикнува младите да ја напуштат земјава. Анализа на Агенда 35. Колку македонци се веќе граѓани на Европската унија. Интервју со Симеон Дјанков, директор за развојна економија во Светска банка. Останете со нас. Ако направевме попис на населението минатата година, попишувачите немало да затекнат дома најмалку 358.414 граѓани кои веројатно веќе живеат во некој од европските држави. Анализата што ја направивме на податоците од Евростат покажува дека од последниот попис на населението во 2002 година до лани, вкупно 167.339 граѓани веќе станале државјани на ЕУ пред државата да стане дел од европското семејство. Од нив, најголем дел, односно 73.998 луѓе, добиле бугарско државјанство, а потоа следуваат Швајцарија, која не е дел од ЕУ, но е во Шенген зоната, со издадени 27.728 државјанства на македонски граѓани, Италија со 25.941, Германија со 14.905 и Австрија во првите 5 земји со вкупно 6.646 натурализирани државјани на Северна Македонија. Меѓутоа, бројот на граѓани што станале европејци со државјанство како виза за иселување и работа во ЕУ се зголемува откако ќе се додаде и бројката на луѓе што добиле дозвола за престој во некоја од европските држави. Вкупно 191.075 луѓе имаат таква дозвола за легален престој подолго од една година, а најголем дел од нив за патувањето навеле фамилијарна причина. Најмногу од нив престојуваат во Италија, дури 69.711 луѓе, каде што всушност одати најмногу сезонски работници од земјава. Потоа следува Швајцарија со издадени 65.560 дозволи, а во првите 5 земји се и Австрија со 21.058, Словенија со 12.693 и Белгија со издадени 4.232 дозволи за престој. Демографите што ги консултиравме велат дека пописот што е предвидено да се спроведе до година ќе даде прецизен податок колку граѓани живеат во моментот во земјата, бидејќи европските и светските стандарди што ќе се применат наложуваат да се евидентираат сите македонски граѓани кои што во моментот живеат тука, странци кои што престојуваат во земјава повеќе од една година и нашите граѓани што се надвор од земјава, но не подолго од една година. Сите наши државјани одсутни од земјава, кои што се надвор, согласно од 2002 година што се говори дека се околу 360.000 кои што се одсутни од земја, кои што имаат престој во друга земја, значи тие се регистрирани во тие земји. И од тука произлегува дека тие нема да влезат, ако се повеќе од 12 месеци во вкупно население во земјава, туку ќе влезат во некои други податоци што сакаме да дознаеме колку наше население има во надвор од нашава земја, што се уселени по разни основи. Во тој аспект е дека се дава можност да населението во земјава кој што одсутно надвор од земјава, да негови роднини, пријатели, блиски ги пријават со тој матичен број кои што ги имат или податоци за нив, за да се идентифицираат дека тие се одсутни од земјата. Герасимовски вели дека причините за масовниот екзодус на локалното население надвор од земјата, што е особено изразен последните десетина години, се главно од економска природа. Воглавном за иселувањето познати се причините. Од една страна беа повремена, бидејќи тоа веќе 10-20 години оваа појава е помасовно и поприсутна, беше прво политичката состојба, социјалната сигурност, економската сигурност, вработеноста, образованието, стандардите кои што се применуваат мерит систем за унапредување, каде што младите вие можете да работите и 2, и 3, и 5, и 10, и 20 години и да тапкате, да не речем, во место, односно да не можете да унапредувате. За разлика, да не зборам дека и личниот доход, но сега мерете ги вие стандардите на животен стандард, колку ќе потрошите во една европска земја, колку ќе потрошите кај нас. Да не ја мериме само висината дека земате 2, 3, 5.000 евра, него вие да плаќате 1.000 евра за станов, да плаќате 100-200 евра, не е секако еднак. Но причините се оламоти и ради сигурноста, безбедноста се заминуваше во главно во последниот период.
Според Герасимовски, иако се стравува дека почетокот на преговорите, а потоа и членството на земјата во ЕУ, ќе значи целосно отворање на вратите кон Европа и уште поголем бран на емиграции, сепак тој вели дека постои начин како да се запре тој негативен тренд. Иселувањето, доколку се подобрат условите со странски изголемување инвестиции, како што со овие реформи што се преземат во овој период, сега реформите се прават со години, ние не можеме преку ноќ или година, две или ден-два да направиме исчекор било каков. Но резултатите и реформите покажуваат дека чекориме кон позитивна иднина, а позитивната иднина со влогот на отварање на нови работни места, со отварање на зголемување на платите, со можност за унапредување во струката, во работното место, во значењето кој што ќе се даде, дека тие резултати ќе бидат за неколку години и тоа ќе допринесе да сепак се намали иселувањето од земјава, поготоа она е жалосно на младиот кадар и тоа стручен, што влијае многу и на демографската состојба во земјава, бидејќи наталитетот се прави од младото население, ако тоа заминува во земјава останува старци. Инаку, последниот попис проведен во 2002 година покажа дека вкупното население на државата брои 2.022.547 луѓе. Според последните проценки на Заводот за статистика пак, во земјава има над 2.077.000 луѓе. Меѓутоа, Герасимовски објаснува дека тоа не се најверодостојни проценки, бидејќи не ги опфаќаат граѓаните што се иселуваат, оти ретко кој од нив се одјавува од земјава и со тоа не се евидентираат статистички. Се проценува дека најблиску до точниот број на граѓани што живеат сега во Северна Македонија е евиденцијата на Фондот за здравствено осигурување, во чија база на податоци се евидентирани вкупно 1.872.466 осигуреници. Нееднаквоста меѓу параметрите на економски раст што ги бележи економијата на Македонија и перцепцијата на граѓаните за нивниот животен стандард е една од причините поради која се повеќе луѓе се иселуваат од земјава. Ваквата состојба ги разочарува граѓаните, кои својата перспектива се повеќе ја гледаат надвор од Македонија. Ова го потврдуваат и податоците на Светската банка, според кои половина милион луѓе веќе се иселени од Македонија. Единствените земји од регионов, откаде што има повеќе миграција, во споредба со Македонија се Албанија и Босна и Херцеговина. Она што е исто така карактеристично за земјава е тоа што од неа се заминуваат високообразовани кадри, вели Бојан Шимбов од канцеларијата на Светската банка во Македонија. Светска банка во изминатите 2 години помалку или повеќе во едно иновативно истражување во соработка со LinkedIn социјалната мрежа се трудеше да спроведе да ја разгледа врската помеѓу миграцијата и вештините во светски рамки, вклучително и Македонија. Значи во кога ќе споредиме Македонија со земјите од регионот, може да забележиме дека во Македонија имаме акумулацијата на луѓе со вештини во компјутерските науки и во софтверското инженерство е на повисоко ниво во земјите од регионот. Меѓутоа, за жал пак овие лица пак се нај склони на ризик од иселување, со оглед на тоа што овие вештини се најбарни во земјите на ОЕЦД, кои што се едни од најразвиените земји во светот. Сега, кога ќе споредиме Македонија, практично имаме од 3 лица кои што се иселуваат од Македонија со високообразован кадар, 2 од тие 3 лица се луѓе кои што ги поседуваат овие вештини, значи компјутерски или софтверски инженеринг. И Сања Врбек од Скопје, сега жител на Словенија, влегува во оваа бројка на високообразован кадар. И таа одлучила да го продолжи својот живот во земја членка на Европската Унија. Таа е доктор на науки и работи како истражувач на Факултетот за администрација на Универзитетот во Љубљана. Пред 8 години, кога требала да донесе одлука дали да гради кариера и семејство во Македонија или во Словенија, се вкупниот квалитет на животот во ЕУ и помогнал да го направи изборот. Што треба да се промени во Македонија за таа да се врати? Би се вратила доколку би оценила дека Македонија како држава може да ми понуди не само мене, туку и на моето дете поквалитетен живот од животот во Словенија, каде што сега живеам. Под поквалитетен живот сметам дека најпрво се однесува на основни услови за живот, како чист воздух, чиста вода, здрава храна. Понатаму сметам дека тоа се однесува на правични плати, на минимални социјални класни разлики, на силна социјална држава, квалитетни социјални, образовни и здравствени услуги.
При тоа не сакам да звучи дека на некој начин ја идеализирам ситуацијата во државата кај што живеам на сметка на карикирање на ситуацијата во Македонија. Сметам дека тоа се денеска проблеми со кои што за жал сите држави во светот се соочуваат. Но ова не е случај само со високообразованите кадри, туку и со младите кои се уште се дел од образовниот процес, а веќе ја гледаат својата иднина надвор од Македонија, покажува истражувањето на Младинскиот образовен форум. Младите ќе влезат во Европската унија, без разлика на интегративниот процес на земјава, но тоа треба да не поттикне да направиме промени во општеството дома, велат тие. Ако споредиме стапката на иселување на млади сега, она што сега го имаме како ситуација и она што би можеле потенцијално да го имаме со влегување на нашата земја во Европска унија, малку комплициран процес, бидејќи не е ограничен само на ова. Зошто го велам ова? Затоа што Европската унија е двостран концепт. Од една страна ние имаме поддршка од унијата како држава, имаме нешто што не бутка напред кон нашиот развој, меѓутоа од друга страна имаме и обврска да се прилагодиме на сите стандарди кои што се поставени во Европската унија. Тука зборувам за квалитет на живот на млади, препознавање на младите како социјална категорија, понатака младинска работа која што ќе биде исто така препознаена и една од најбитните е и корупцијата во високо образование која што мора да се искорени. Но, дали е оправдано очекувањето дека по влезот на земјата во ЕУ, миграцијата ќе биде уште поголема? Оно што го покажуваат досегашните искуства се дека да, има зголемени миграции веднаш по членството, меѓутоа тие не се онолкави колку што се големи стравовите претходно. Значи тие се умерени. Оно што го покажува искуството од земјите од Бранот 2004 и 2007 година, е дека се зголемува на почетокот во 2004 година движењето на работната сила, мобилноста кон другите членки на ЕУ, меѓутоа понатаму опаѓа или стагнира. Токму поради стравот од големото можна имиграција се воведуваат транзициони периоди, 7 години и за овие држави, а потоа и за Хрватска, која исто така има емиграцијски одлив кон Европската унија, но сепак тој страв не е реализиран во толкава мера, значи многу помали се во вкупни бројки во споредба со големината на Европската унија, околу 6,5 милиони вкупно, овие текови кон Европската унија. Многу поголеми се мигрантските влезови од не европските земји, односно од не од новите членки на ЕУ. Вакви рестрикции се уште постојат за Хрватска, на чии граѓани им требаат работни дозволи за да работат во Австрија и обратно. Ограничувањата се на сила до 30 јуни 2020 година. За граѓаните на Романија и Бугарија пак, бариерите за мобилност на работници целосно се тргнаа по 7 години откако влегоа во Европската унија. Новиот состав на Европската комисија треба да се фокусира на забрзување на евроинтеграциите во земјите од Западен Балкан, вели во разговорот што го направивме Симеон Дјанков, поранешен министер за финансии на Бугарија и актуелен директор за развојна економија во Светската банка во Вашингтон. Тој вели дека сега по европските избори, новиот состав на комисијата и на парламентот веќе не може да имаат изговори како мигрантите или Брекзит за интеграција на регионот во Европската унија. Смятам, че следващата Европейска комисия и Европейски парламент ще са много по-насочени към довършване на интеграцията. И затова казвам, сега е момента ние да работим натам. Последните няколко години минаха първо по темата миграция 2015-16 от Африка и Близкия изток и последните 2 години Брексит. И някакси една цяла комисия се забави с всичко останало. Следващата комисия може да довърши работата в Западните Балкани, първо почвайки с интеграция на пътища и енергетика и след това да завърши и политическата интеграция, която, пак казвам, е важна за вас, но е важна за България, важна за Гърция, важна за Австрия, важна за целия Европейски съюз. Смятам, че това ще направи разликата в общото настроение в Европейския съюз.
Дијанко вели дека земјите од регионот сега ќе имаат голема поддршка од ЕУ да работат на поврзување меѓу себе, но и со остатокот од Европа со соодветна инфраструктура. Основната тема, по която за следващите 5 години ще има, според мен, голяма подкрепа от Брюксел и от други европейски държави, е транспортни коридори. Транспортни и енергийни коридори. Да ги правим заедно. Коридор 8, например, но е коридор, за който много се говори, но той зависи от няколко държави. И ако една държава върви напред, а другата не върви напред, реално целият процес се забавя. Така че политиците в този регион могат да се карат по други теми, но трябва да се разберат енергетика и пътища да ги правим заедно. Това за мен може да се направи в рамките на следващите 3 до 5 години и ще дигне икономическото развитие на региона от тук до тук. Во меѓувреме, додека Северна Македонија чека да ги почне преговорите за влез во ЕУ, Дијанко вели дека земјата мора да работи на надминување на домашните проблеми. Според него, основни се реформите во образовниот систем, особено во високото образование. Конкретно в Северна Македония, една от другите теми, за които вече говорихме, е образование. Образованието е на различни етапи. Начално образование, средно, висше образование. В нашите изследвания забелязваме, че системата на висшето образование, университетската система, намного изостава тук. Така че конкретно правителството трябва да се насочи какво може да се направи, така че тези студенти, които излизат от университетите, всъщност да имат образованието, което е необходимо на бизнеса. В момента излизат много студенти, които всъщност не са необходими на бизнеса и обратно. Бизнеса се нуждае от такива. И другата тема голяма е социално развитие, защото дигиталните технологии помагат на някои хора и някои професии, но в големи градове като Скопие, по-бързо да се интегрират световно, в световната икономика. А в по-малките градове и в селата обратното, някакси интеграцията се забавя. Така че ни трябва социална политика, социални закони, да помогнат и това е някои лесни неща, като дигитална интеграция. Просто да има възможност за интернет в по-малките населени места и местна инфраструктура. Не чекајќи на евроинтеграциите, Дијанко вели дека Северна Македонија и сите други земји од Западен Балкан мора да работат повеќе на интеграција со инфраструктура. Интеграция в инфраструктурата от гледна точка на пътища, защото макар че дигиталните технологии ни помагат да обслужваме целия свят, все пак ни трябват пътища, за да товарите да ги прехвърляме от една държава в друга. И също енергийна интеграция, значи пътна интеграция, енергийна интеграция, така че за електричество, за газ да имаме възможност в целия регион да го свържем. Това в момента не е така. Всяка държава си има собствена газова мрежа, собствена пътна мрежа и една голяма тема за следващите 5 години, за следващата Европейска комисия, е именно в Западните Балкани и въобще в Балканите, включително България, Румъния, Гърция, да имаме общи системи на пътища, обща система на ИТОЛ система, да може лесно да се минава от една държава в друга и през границата обща енергийна система. Това е което можем да направим. За тоа колку е важно Северна Македонија да стане дел од ЕУ, Дијанко вели. Много е важно, защото голяма част от успехите на България или на Румъния, а дори и на Гърция в Европа и в икономическото развитие, благодарение на европейски фондове, именно за инфраструктура, за образование. Така че колкото по-бързо Северна Македония и въобще Западните Балкани влязат в Европейския съюз, толкова по-добре е за вас, но толкова по-добре и за нас, и за Западна Европа. Со цел координирано управување со надворешните граници на Европската Унија и одговор на кризни ситуации се воспоставуваат постојани сили на Европската гранична и крајбрежна стража, чиј оперативен персонал ќе брои до 10.000 членови до 2027 година. Ова е само дел од политичкиот договор за зајакнување на Европската гранична и крајбрежна стража, за кој зелено светло даде оваа недела Советот на Европската Унија. Со договорот се овозможува Европската гранична и крајбрежна стража на соодветно ниво да одговори на заедничките предизвици со кои се соочува Европа во управувањето со миграциите и границите. Агенцијата за Европска гранична и крајбрежна стража Frontex добива дополнителен персонал и ја зајакнува својата техничка опременост. Воедно се проширува и нејзиниот мандат за поддршка на активностите на државите членки во поглед на заштита на границите, процесот на враќање и соработката со трети земји околу давање поддршка во управувањето со миграциите и границите.
Распоредувањето на постојаните сили на Европската гранична и крајбрежна стража ќе започне од 1 јануари 2021 година. Секојдневно 64% од граѓаните на Европската Унија јадат овошје, а исто толков процент граѓани јадат и зеленчук, покажуваат последно објавените податоци на Евростат, а кои се однесуваат за 2017 година. Помеѓу државите членки на Европската Унија, секојдневно најмногу овошје се користи во Италија, 85% од населението, и во Португалија 81%. Спротивно, во 3 држави членки на Европската Унија, помалку од 40% од населението јаде овошје на дневна основа. И тоа Латвија 35% и Бугарија и Литванија со по 37%. Во однос на консумирањето на зеленчук во Европската Унија, 84% од граѓаните на Ирска и Белгија барем еднаш на ден јадат зеленчук. Најмалку зеленчук на ден се јаде во Унгарија, и тоа само 30% од населението, во Романија 41% и Латвија 44%. Според Евростат, во нашата држава 50% од граѓаните секојдневно јадат овошје, а 55% јадат зеленчук. Европската Унија инвестира 540 милиони евра за поттикнување на врвни истражувања. 222 истражувачи од цела Европа и пошироко ќе ги остваруваат своите соништа и се во одлична позиција да постигнат нови научни откритија со помош на грантовите за 2019 година, кои ги додели Европскиот истражувачки совет. Оваа година на истражувачи од 29 националности им е доделен грант за истражување. Корисниците на грантовите ќе ги спроведуваат своите проекти на универзитетите и истражувачките центри во 20 држави низ Европа и во држави придружни членки на програмата Хоризонт 2020. Се очекува грантовите да доведат до создавање на работни места за околу 2000 постдокторанти, докторанти и друг персонал, кој може да биде вклучен во истражувачкиот тим на корисникот на грантот. Инаку работата на добитниците на овогодинешните грантови од различни полиња на истражување, со потенцијал за подобрување на секојдневниот живот на луѓето и изнаоѓање решенија за некои од наитните предизвици. Моментално јавниот транспорт не е во можност да понуди конкурентна опција на приватните автомобили кога се работи за флексибилност во превозот. Поточно, при употреба на јавниот транспорт, првиот, односно последниот километар, стануваат голема пречка. Токму ова е предизвик за неколку града во Финска, каде се испитува можноста за автоматизирани електрични минибуси или робобус и користење на таквата услуга на ефикасен начин. Автоматизираните електрични минибуси се трошковно и енергетски ефективни возила, кои може да пренесат до 9 лица и функционираат во нормален сообраќај. За управување на робобусот не е потребен возач. Може да се движи со максимална брзина од 40 км на час, а вообичаената просечна брзина изнесува 11 км на час. Бавното движење е прашање на безбедност и предизвик за останатите моторни возила во сообраќајот, а земајќи во предвид дека возилата и учесниците на јавните патишта не се предвидливи. Робобусот може да функционира и на рути каде традиционалните автобуси имаат проблем да возат или во реони каде бројот на патници е многу мал. Робобусите се тестираат на јавните патишта и со патници уште од 2016 година во финските градови Хелсинки, Еспо и Тампере. Во Хелсинки, робобусот е дополнување на мрежата на јавното транспортно претпријатие и поврзува 2 станици, до кои доаѓа редовна автобуска линија. Како и да е, проектот се уште се фокусира на предизвиците и нивно решавање преку практичен пристап, заради уште поголема примена на патиштата во Финска, но и секаде во свет. Проектот Робобус е поддржан од Фондот за иновации на град Хелсинки и ЕУ програмата Хоризонт 2020. Се гледаме следната недела со нова тема. Следете на тука или на нашите официјални Инстаграм и Фейсбук профили. Останете со програмите на Македонската телевизија.